22 социјално загрозени семејства од Пробиштип денеска го решија главниот проблем. Лично од премиерот Димитар Ковачевски ги добија клучевите од своите станови. Владата заедно со Министерството за транспорт и врски и со сите надлежни институции особено значење дадоа на социјално-стамбената политика. Во изминатите 4 години изградени се и во фаза на изградба се наоѓаат вкупно 864 стамбени единици, односно социјални станови, и тоа е навистина за пофалба. Нема дилема дека обезбедувањето на пристоен дом за живење е приоритет во подигнување на стандардот на граѓаните, потенцира министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Обезбедување на достоинствени услови за живот се прашања за кои нема дебата. Секој еден граѓанин заслужува дом, заслужува кров над глава и подобри услови за живење, особено сега во овие тешки времиња. Ова е наша задача и еве денеска во Пробиштип тоа го правиме и тоа и го потврдуваме. Кои се деталите за новата социјална зграда во Пробиштип? Колективната стамбена зграда наменета за лица од социјален ризик има 2700 метри квадратни во два влеза, која располага со 48 станови, исто така и со 48 подруми. Сите станови се од квадратура меѓу 35 и 45 метри квадрати. Што ова значи за Пробиштипската општина? Ова навистина значи многу најпрвен за самите корисници или апликанти, кои што денеска добија топол дом. Сакам да го честитам големиот христијански празник, Свети Никола, и на сите граѓани на целата република. Најрадосни денеска секако беа токму добитниците на своји станови, а еве и зошто. Една нешто, прв пат, прва шанса и никад не повторили во живот. Мислите на возраст, 61-ва. За во многу значи за мене и за моите деца, сега супер, ќе бидат среќни. Тоа е тоа, среќни. Идната недела, како што најави Бочварски, е најавена распределба на становите на социјално загрозените семејства во Свети Николе.